На терен и тоа во едно од оние прочистителни станици за кои што ви зборувавме, а Кире ќе зборува многу повеќе во продолжение. Кире, добро ти утро. Така е, Јована, добро утро до тебе, до Александар и до гледачите кои се денеска заедно со нас. Како што спомнавте и вие, ќе зборуваме за пречистилната станица, тоест нивната функција и важност во прочистувањето на сите оние отпадни материи кои што влегуваат во водите, тоест пречистилната станица кој ги прочиства оние отпадни материи со цел да не стигнат до водата. Денеска заедно со нас е Весна Панчевска, која е раководител на секторот од предпријатието Водовод и канализација. Весна, до нас е пречистилната станица. Како функционира една ваква станица која е овде во Волково? Пречистувањето на отпадните води кои дотекуваат во пречистителната станица за отпадни води Волково се одвива во неколку фази на обработка според избраната СВР технологија на пречистување. И истата опфаќа механички третман, биолошки третман, хемиски третман и третман на мил. Водата се пречистува според барањата на европските директиви за урбани отпадни води за чувствителни подрачја. Процесот е целосно автоматизиран и компјутерски се следи преку SCADA систем. Контролата на процесот се врши преку интерната лабораторија која е специјално за тоа наменета и водата откако ќе се пречисти, како таква се испушта во река Лепенец. Така е, овде вака функционира во Волково станица. Меѓутоа, какво е значењето на една ваква станица со цел она што ќе влезе во водите да биде прочистено? Значењето е големо, особено во оваа станица дотекуваат водите од подрачјето на населбите Кисела Јаболка, Стопански двор и Волково и има голем придонес во екологијата, бидејќи се наоѓа на подрачјето на територија на заштитното подрачје на бунарското подрачје Нерези Лепенец, кој е резервен водоснабдителен систем на градот Скопје. Така да има големо влијание во заштита на подземните води. Така, што се постигнува со целиот овој процес кога ќе навлезе водата, кога ќе помине сите оние фази, што се постигнува на крај? Значи, за да се испуштат водите во природата, отпадните води, значи потребно е истите да се пречистат до одреден степен за да се спречи нивното негативно влијание. Значи, анализите на пречистената отпадна вода покажуваат задоволителни резултати и истите се во рамки на законските прописи. Така бе, баш тоа сакав да ве прашам, колку оваа станица оде во Волково ги дава оние очекувани резултати, дали може подобро или едноставно се поставуваат стандарди по кои се работи, па работава тече постојано по тие стандарди? Постојат законски нормативи и пречистената отпадна вода секогаш е во рамките на тие прописи. Така, дали ваква прочистителна станица функционира на друго место, тоест дали ваков механизам се користи на друга локација? СБР технологијата е прифатена на секаде на светот и се користи. Во нашата држава се изградија повеќе станици, во некои од нив секако се користи и оваа технологија на пречистување. Така, со оглед на тоа дека оваа станица е наменета токму за локалното население кое што е овде, колкав е капацитетот на една ваква станица, тоест колку е голем бројот на обеми на жители кои што може на ваква станица да го... Оваа станица е наменета за пречистување, односно е со капацитет за 19.500 еквивалент жители. Значи, како што кажав, за населбите Кисела Јаболка, Стопански двор и Волково. Така, со оглед на тоа дека градот е голем, државата е со повеќе жители, би требало повеќе вакви станици. Токму тоа, дали една ваква станица е исплатлива, тоест возможно да се направи на повеќе локации во поглед на инвестицијата, меѓутоа и во поглед на низината функционалност? Секако дека е исплатливо, бидејќи СБР технологијата нуди економично решение, односно обработката се извршува во еден реактор, бидејќи и затоа не ви се потребни големи обработливи површини. Нуди можност за компјутерска поврзаност и автоматизација на целиот процес. Така, со оглед на тоа дека до нас е една бивша дива депонија, еве сега гледаме дека веќе е средена, проблемот со дивите депонии и фрлањето отпад во водите е навистина чест проблем кај нас. Постои ли одреден проблем, тоест сите оние отпади кои што се фрлат да стварат дополнителен проблем и дали некој отпад е посебно проблематичен во целиот овој процес? Проблем представуваат бидејќи свеста на граѓаните е на многу ниско ниво, значи многу често канализациониот систем е место каде што се одложува отпад, значи
Многу често ни доаѓаат секаков тип на крупни отпадоци, како крпи, гранки, дрва и пластични шишиња, марамици. Секако сето тоа представува проблем на пречистувањето, меѓутоа со кампања и ќе работиме кон тоа да ја разбудиме свеста на граѓаните дека канализациониот систем не е одложувалиште на отпад. Така е, Весна, ви благодарам за овој разговор и за Благодарам и овие на споделени информации, па се надевам дека ваква пракса ќе имаме и на повеќе локации со цел се она што се влева во водите да биде прочистено и како што треба по сите оние европски стандарди. Благодарам. Слушнавме за тоа како функционира пречистелната станица овде во Волково, кое е значењето на пречистелните станици, на што треба граѓаните да внимаваат со цел работата да биде олесната, тоест да внимаваме на екологијата со цел сите оние материи кои што се вливаат во водата да бидат прочистени според европските стандарди, а знаеме дека после таа вода се користи за повеќе намени. Александар и Јована, доколку вие немате дополнително прашање, ова би било се за ова вклучување овде од пречистелната станица во Волково. Кире, ти благодариме за ова вклучување, се гледаме малку подоцна.